Го очекуваме пикот на грипот, повторно и ова утро советуваме како да се заштитиме барем оние кои што не го помина досега, но и кој е најдобриот начин за побрзо да се помине грипот. На оваа тема со Цвета Ристич, матичен лекар. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добре ве најдов. Поздрав до вас и до гледачите на утринската програма. Ниту податоците глобално, доктор Цвета, не се охрабрувачки. Соединетите американски држави, барем според податоците до сега, се соочуваат со најлошата сезона на грип во последниве 15 години. Ние пикот го очекуваме. Каква е во моментов фреквенцијата на пациенти кај вас во ординација? Вака, во моментов кај нас имаме заболени од грип, меѓутоа не е во голем бројот и се сите на домашно лекување. Значи немаме хоспитализирани пациенти со болесна клиничка слика. Се уште, значи кај нас имаме пациенти претежно не се со бактериски инфекции, дечиња, значи од кои што се од колективи доаѓаат од градинки и кои ги лекуваме со соодветни терапии. Значи грипот во моментов во нашата ординација зборам немаме пациенти со потешки последици, значи или испратени на клиника. Ајде малку и да позборуваме околу третманот. Секогаш кога ќе го споменеме грипот, голем дел од граѓаните тоа ги асоцира на земање антибиотици. За жал на своја рак, а грипот не се лекува со антибиотици. Што е тука вашиот совет? Значи да кажам уште едно, значи грипот е вирус. Значи вирусите не се лекуваат со антибиотик. Имаме ние, значи, прво диагностика на грипот и од кога ќе го диагностицираме, даваме соодветна терапија која што не вклучува антибиотици. Антибиотикот се вклучува доколку имаме, значи, прогресија на болест, односно ако се накалеме плюс бактериска инфекција на вирусната инфекција, и тогаш се одлучува, и тоа со препорака од матичен лекар или од специјалист, да се земе антибиотик. На кој начин се лекува грипот? Значи ние симптомите на грип ги лекуваме, значи со антипиретици доколку имаме висока температура, односно со парацетамол или ибруфен, витаминска терапија, доволен внес на течности и секако, значи, мирување. Значи многу ни е битно мирувањето кај овие пациенти, значи да немаме зголемена физичка активност. И препорачуваме да не се мешаат со многу, значи, со луѓе, затоа што поради пад на имунитет може да дојде до вклучување на друга болест, значи да имаме бактериски инфекции кај паднатиот имунитет. И долготрајноста веројатно на лекувањето, голем дел од граѓаните ги поттикнува да се обидат со па и антибиотици да внесат во третманот. Многу од родителите, да речеме, во овој период се жалат дека токму поради долготрајноста, да речеме, на температурата на децата се навистина загрижени. Велат тешко паѓа температурата, дури кога ќе падне од оние 40-41, паѓа до 38 и повторно се качува. Како тука да им помогнеме, да комбинираат два различни антипиретици, што е чарето во моментов? Значи вака, освен грипот има и други вируси што прво што предизвикуваат високи температури. Значи не е само вирусот на грип. Температурата, значи, може да трае до 4 дена. До 40 да се качува 41. Прво и основно кај лекување на односно да спуштиме висока температура, ние внес на течности и антипиретици, односно лекови за спуштање на температура. Ние препорачуваме да се комбинираат два вида, значи, на антипиретици, тоа е бруфенот и парацетамолот, и да наизменично да се даваат. На колку часа, како идеално е на 8 сати, меѓутоа доколку имаме, значи, високи температури, може да ги комбинираме и на минимум, значи минимум 4 сати разлика на двата антипиретици. Исто така, доста од родителиве применуваат, значи, туширање на нивните деца со млака или потопла вода, меѓутоа да нагласам дека туширање на децата мора се прави откако ќе се качи температурата. Не се прави во текот на додека детето качува температура. Кога ќе се стабилизира високата температура, тогаш правиме туш, значи, на дечињата. Има и лекови, значи, што ги користиме од нашите родители. Тоа се на природна база, значи лекови, лекарства, односно чорапчиња во оцет, да,
најбитно ни е, значи најбитно да не го оставаме детето да спие со висока температура, го будиме, даваме електролити, значи тоа не е обавезно, односно го хидрираме детето, затоа што доколку не е хидрирано ни настануваат грчеви. Значи тоа се реверзибилни грчевите, меѓутоа даваат лоша клиничка слика за родителот, значи не оставаат штетни последици, меѓутоа во моментот родителот е многу исплашен. Тој стрес никој родител не сака да го доживее. Затоа треба детето редовно да се хидрира и да се даваат антипиретици. А колку време сме заразни кога имаме грип? Колку време треба да бидеме дома? Обично е 7 до 10 дена. Значи од првите симптоми и во тој период ние треба да се изолираме, значи да не бидеме во контакт со лица со кои што не се блиски, да не ја шириме болеста. И секако значи со лица значи во кои што се загрозени, тоа се децата значи од помала возраст и кај возрастните пациенти како и кај хронични болни. Значи изолација, најбитна не е изолацијава во тие денови. Го споменавте грипот и паралелно ме слушнав кога кажавте дека имаме комбинација од други вируси, не е само грипот, тоа е само проблем, лесно и некако ќе се справиме со него. Слушаме секојдневно за присуство на стомачни вируси и кај возрастни и кај деца, каква е состојбата кај вас во моментов и да речеме како да забележат кои се оние симптоми кои што укажуваат на комбинација од овие два. Значи имаме грипот исто може да предизвика гадење и повраќање. Значи, за разлика од грипот кој што се јавува во акутно се јавува и брзо се јавува, значи симптомите се брзи. Кај стомачниот вирус, значи може да започне со повраќање или со диареја. Значи стомачниот вирус ни се јавува исто така во колективи, значи во затворени простори, лесно пренослив е и стомачниот вирус. Клиничката слика не трае 4 до 5 дена, само повлекувачки се. И треба да се хидрираме, треба да пиеме многу течности и секако пробиотици. Значи битно не е да се дадат пробиотици и течности, само пак ќе кажам, само повлекувачки и таму не треба да се даваат антибиотици. Вирусни инфекции, доколку се утврди дека е бактериска инфекција, тогаш веќе преминуваме на користење на антибиотик. Тука треба се извинувам веројатно да внимаваат и родителите, бидејќи се што прележуваат децата паралелно со нив и ние го поминуваме. Да, тие се високо заразни, значи стомачните вируси се лесно преносливи и високо, значи доста заразни се и треба да се внимава на хигиената во домот. Значи мора да се претежно со миење на раце и хигиена во домот ќе спречиме на некој начин ширење на вирусот. Варичела, коксаки, тема за која што зборувавме и со нашата дописничка од Куманово, накратко во интерес на времето, каква е состојбата во вашата ординација? Значи, ние до сега сме се сретнале доста со случаи, имаме во текот на интересно е дека има во текот на целата година. Порано беше повеќе во зимските месеци, меѓутоа во текот на целата година може да се јава и варичела и коксаки вирусот, меѓутоа треба да нагласам дека не се опасни болести, лесно мирливи се кај децата, компликации може да настанат во ретки случаи на белите дробови. Значи, потешки случаи се јавуваат, значи кај родителите или кај возрастните лица кои што не прележале варичела. Лесно се диагностицираат и лесно се третираат, значи да нема паника кај родителите, се чита по интернет. Добро, да не го читаме да тоа. Доктор, ми се допаѓа смирувачкиот тон. Така. Тоа ми се допаѓа смирувачкиот тон. Сосема накусо, бидејќи сме на една минута до вести за новиот предизвикувачки, за новиот предизвик вознемирувачки на TikTok, млади, парацетамол. Во Европа болниците се полни, кај нас се уште за среќа немаме на инфективна, но предупредувања пристигнуваат од сите страни. Вака и кај нас има доста по медиумиве, гледав и деновиве, дека го има тој предизвик. Предизвиците, значи, на TikTok кај децава се од различни, меѓутоа со парацетамол се стварно животно загрозувачки. Во Македонија се уште немало до сега случај за ваков случај, всушност.
Битно е да се нагласи дека има 3 фази, значи во труење со парацетамол. Првата фаза е во првите 24 часа кога нема невидливи симптоми, освен нагонина за гадење. Втората фаза е со класични симптоми на труење, значи кога имаме повраќање и се јавува потешка состојба, значи потешка клиничка слика. Третата фаза е више кога имаме оштетување на црниот дроб и се јавува и жолтица, значи во таа фаза. Битно е да кажеме дека мора брзо да се действува и како што е напоменато веќе, најголем проблем е оштетување на црниот дроб и неоткажување. Значи кога се вакутни состојби мора и да се прави трансплантации, како што е кажано до сега. Затоа родители зборувајте со своите деца, деновиве. Ви благодариме за гостувањето. Ова и беше прво гостување кај нас. Ова да, мразот. Добро, да скршевме мразот, ви благодариме. Но отворивме актуелни теми, благодариме многу. 8